Седницата на Косовскиот парламент, на која треба да се избере председател на државата, беше прекината откако опозицијата повторно фрли солзавец во собраниската сала. Двајцата кандидати за председател на Косово се од редовите на Демократската партија на Косово, шефот на дипломатијата Хашим Тачи и Рафет Рама. Опозицијата најави дека нема да дозволи Тачи, кој е и председател на Демократската партија на Косово, да биде избран на функцијата шеф на државата. Пред зградата на парламентот во Приштина има опозицијски протести. Граѓани се собраа во главниот град на Грузија Тбилиси за да ја изразат својата поддршка за рударите што штрајкуваат веќе 13 дена. Активистите поставија пунктови за собирање парична помош за рударите кои штрајкуваат во градот Кибули на западот на земјата. Протестите на околу 1000 рудари пред неколку дена станаа насилни. Тие бараат повисоки плати и подобри услови за работа. Дел од нив упаднаа во седиштето на рударската компанија, но го напуштија објектот по интервенцијата на полицијата. Петгодишно момче од Авганистан доби 2 подпишани дреса од фудбалската звезда Лионел Меси, откако неговата восхит од аргентинскиот фудбалер го прослави младиот навивач на интернет. Фотографијата од младиот Муртаза Ахмади, облечен во маичка направена од пластична кеса со името на Меси и бројот 10, го обиколи светот. Меси вчера му испрати на детето топка и дрес од аргентинската репрезентација и дрес од фудбалскиот клуб Барселона преку канцеларијата на УНИЦЕФ во Кабул. УНИЦЕФ соопшти дека детето рекло дека го сака Меси и оти дресот покажува дека и Меси го сака него. Откако фотографијата стана популарна на интернет, Радио Слободна Европа го најде малиот Муртаза во неговото далечно село. Видео снимките на кои тој го носи домашно изработениот дрес од Меси исто така станаа многу популарни. УНИЦЕФ соопшти дека Меси рекол дека сака да го запознае детето. Денарија.